Почитувани, премногу е. Молчењето не е опција. Протест за рушење на владата на 18 јуни. Протест за промени и подобар живот. ВМРО-ДПМН на вчерашната седница на извршниот комитет на партијата заклучи дека власта имала доволно долг период да покаже резултати, но не само што не покажа, туку и не внесе во голема сиромаштија. Инфлацијата е двоцифрена, платите ниту еднаш не пораснаа, криминалот и корупцијата станаа начин на работа. СДСМ и ДУИ катастрофално лошо се справија со здравствената криза и во ек на пандемија, додека народ умираше, договараа провизии на вакцини, се нижеа набавки во 4 очи. Владата не превзема ништо да ја подготви државата во пресред на енергетската криза. Плаќаме скапа струја не затоа што е висока цената на светските берзи, туку затоа што не произведуваме, па и до 50% од потрошувачката мора да ја увеземе. А производство нема затоа што се крадеше во рек и елем. Јавниот долг во сиот изминат период се зголемуваше од година во година, а капитални инвестиции нема. Долгот од 4,7 милиарди во 2017 година се искачи на 7,2 милиарди до сега, со најава за 900 милиони евра задолжување од ММФ и нова евроврзница. А со тоа долгот ќе биде речиси дуплиран. Оваа влада има дебакал и на меѓународно поле. 5 години само што не сме почнати со преговори за влез во ЕУ и 5 години само понижување. И сета оваа неработа власта ја круниса со криминал и корупција, со партизирано судство и администрација. И по повеќе од година нема одговорност за несреќата кај ласкарци, за изгорената монтажна болница во Тетово и автобуската несреќа во Бугарија. Повеќе од јасно е зошто СДСМ и ДУИ мора да си заминат. Подававме рака и испраќавме порака за обединување на обесправените, сиромашните, стопанствениците, просветните работници, докторите, професорите, земјоделците, на патениот народ на Македонија. Молкот не е опција. Протест за промени и подобар живот. Премногу е. Ова е протест за промени. Ви благодарам.